Дејан, оно што е најактуелно од регионот се изборите во Косово. Што велат последните информации, кој ќе составува влада? Па рекордна победа на самоопределување на Албин Курти на вчерашните 8 поред парламентарни избори до самостојувањето на Србија, избори кои вчера помина во одлична демократска атмосфера, мирна, така да вчера самоопределување Албин Курти по година дена откако ја дадоа она оставка во март минатата година поради гласање на недоверба, вчера освоија најголем број на гласови и практично ќе бидат идната партија, а Албин Курти е идниот мандатор на новата косовска влада. Според прелиминарните, се уште неофицијални, нецелосни резултати, официјални, но нецелосни, се извинам, партијата самоопределување на Албин Курти освои околу 58 пратенички места во новиот косовски 120 мандатен состав, така да нема дилема дека тие се победници, 47% од вкупниот број на гласачи ја добија довербата, така да Албин Курти, неговата партија е прва, втора е партијата на поранешниот претседател Хашим Тачи, кој освои многу помалку, и третиот, актуелната партија Демократскиот сојуз на Косово, на владата која до сега беше на Абдула Хоти, освои одве 16 пратенички места, по пети пореден ми се чини Рамуш Харадинајчија, Алијанса на иднината на Косово освои 9 мандати. Оно што исто така е на некој начин голем успех покрај изборот на Албин Курти е и Српската листа, која со подршка, која ужива огромна подршка на актуелната власт во Белград, таа ги освои сите 10 мандати кои се предвидени според Косовскиот устав. Значи, оно што можеме да сумираме за вчерашните избори е дека поминаа мирно, демократски, дека губитниците на овие избори му ја честитаа победата на Албин Курти и самоопределување. И исто така голем успех е успехот на Српската листа. Оно што сега во иднина треба да се случи е дека треба да се причека официјално кој ќе биде втор, кој ќе биде трет, и оно што е јасно е дека самоопределување, иако има околу 58 мандати, најверојатно ќе треба повторно да коалицира со некој од партиите, за да ги има ние потребни 61 пратенички мандат, за да може да ја формира стабилна влада. Во игра се неколку партии, ќе видиме до сегашните опоненти, предходната влада на Абдула Хоти, кој го призна поразот, и партијата на поранешниот претседател Хашим Тачи, за сега вела дека нема да учествуваат во коалицијата со самоопределување. Од друга страна, Рамуш Харадина и неговата Алијанса за иднината на Косово веќе се понуди да коалицира во новата влада. Се разбира, во новата влада ќе мора да коалицираат и членовите на Српската листа. Ќе видиме. Она што мене можеби најмногу ми делува дека може да ја закомплицира целата состојба е победата на Курти, кој, ќе потсетам, допред година дена тој беше 50 дена на власт, владата негова беше 50 дена, но падна поради судирот со својот коалиционен партнер. Тој го разреши министер за внатрешни работи тогаш од својот коалиционен партнер, кој не му даде поддршка и така му падна климавата влада во собрание. Оно што може да го закомплицирува, повторно ќе кажам, е фактот дека Албин Курти имаше цврст став околу преговорите со Србија за иднината на Косово, а неговиот цврст став беше дека со Србија воопшто не треба да се преговара околу тоа дали Косово е независно или не. Ќе видиме што ќе биде во наредните денови. Она што е важно е дека Косово ја добива новата влада и дека Косово вчера покаже дека може да спроведе демократски парламентарни избори. Да, настани има и во Каталонија. Што се случува таму? Па таму исто имаше вчера регионални избори. Ќе потсетам, Каталонија како дел од Шпанија има големо движење на сепаратистите кои заговараат да се отцепат од Шпанија. Вчера победија унионистите и социјалистичката партија на Каталонија, која се залага да остане Каталонија во Шпанија. Меѓутоа, таа победи
тесно победи, ако се земе во предвид дека сепаратистите имаат зголемен број на поддршка и зголемен број на гласачи во однос на претходните избори и дека полека, но сигурно се зацврстуваат во некои региони на Каталонија, што само укажува дека движењето за сепаратизам во Шпанија, односно во Каталонија, добива нели се поголем и поголем удар. Сега за сега социјалистите кои се залагаат за останување, унионистите практично, кои се залагаат да останат во Шпанија, за сега ќе имаат контролата, но таа е климава контрола и се стравува дека во наредниот период многу малку фали сепаратистите да добијат поголема воспријат на некои следни парламентарни, а можеби и воредни парламентарни избори да ја однесат победата. Факт е дека граѓаните на Каталонија се повеќе на мислење дека сакаат да се отцепат од Шпанија, да имаат своја независна држава, бидејќи сметаат дека тие и шпанците се два различни држави, два различни народа. Ќе видиме што ќе се случи во наредниот период, но во секој случај тие сецесионистички движења во Каталонија земаат за замав и доколку се стравува дека доколку успеат нешто да направат, тоа може да предизвика домино ефект. А ќе ја вратам претходната тема за Косово, исто така пред околу 20 години се стравуваше дека доколку Косово се отцепи од Србија ќе предизвика домино ефект врз останатите региони во Европа, кои као што е Северна Ирска, као што се делови од Белгија, кои па и од Франција, дели Корзика, кои може да предизвикаат домино ефект како преседан, тоа што се случи со Косово. Сега 25 години подоцна ние разговараме дека е Косово независна држава, дека има демократски избори, а дека Каталонија би можела да го следи примерот на Косово. Тој домино ефект се случи на Крим, чина Крим се отцепи после Косово, а секако останатите држави во Европа се уште не се откажуваат од своите територии. Дејан Андоновиќ, благодарам и за денешната анализа, за разлика од секој друг понеделник кога отвораме со протести. Денеска меѓународната сцена фокусот го стави на избори. Ти благодарам. Благодарам и на вас.